За себе ќе каже дека по убедување е бон вивант со нескротлива верба во убавината на животот. По природа, дека е вечен истражувач со страст за откривање на нови светови. По професија, новинар и пиар експерт. Денес во огледалото со Љубица Ангелкова. Добре дете. Здраво, Сани, ти благодарам за поканата. Ова се твои зборови и нели со намера ја почнав така воведот и твоето представување, затоа што мислам дека ти најдобро си се представуваш себе си. Ама сите оние кои што барем малку имале допир со тебе, ја знаат точноста на овие зборови, дека никој не може да те опише подобро од самата себе. Многу ми е драго што денеска си овде, затоа што со сите овие компоненти, со овие точки на собствената личност, имаме навистина муабет околу што да зборуваме, и поводи за зборување. Сега, новинарството е првата професија, да речеме, првото ангажирање и првата насока, животна, професионална. Дали од секогаш знаеше, го посакуваше тоа? Сега, познавајќи те, знаеме дека твојата социјална интерактивност со луѓето и така, по природа си таква. Така да професијава дефинитивно била нешто што требало да се одбере. Може би како природен след. Прво да се заблагодарам за убавите зборови, годат. Јас научив низ живота дека убаво е да се примаат комплиментите, зашто кај нас овде на Балканот некако, може би од мали нозе, сме имали и низ образовниот систем, и низ тоа како општеството стереотипно не форматирало да бидеме поскромни. Меѓутоа секогаш е убаво тоа да се чуе од некој друг, особено кога доаѓа од жена, заради повторно некои стереотипи колку едни на други сме онака скржави во делењето на комплименти и убави зборови. И конечно низ туѓата уста убаво звучи, меѓутоа да ме прави малку да се чувствувам, ајде да не речам посрамено, иако сум човек, меѓутоа годат зборовите, секако ти благодарам. Исто така ми е задоволство што сум дел од оваа твоја од овој твој подкаст, од овој циклус кој што го правиш низ разговори, кој што се еден убав редок пример во македонскиот етер, каде што има се и се што, и навистина остава една убава трага низ просторот каде што ти создаваш. Ги знам јас пак твоите почетоци, иако генерацијски сме малку различни, меѓутоа ќе се вратам можеби на тоа време кога првпат те забележав не низ медиумите, низ печатените медиуми на тоа време, кога јас бев можеби средношколка и некои кавери на екран или некои македонски списанија. Меѓутоа ја паметам твојата прва емисија која што беше посветена на мода, прва и ретка, единствена, а ова што сега го правиш навистина е убав модерен пристап на новото време. Да, почетоците се поврзани со веројатно од дете носиме многу таленти, некои ги препознаваат нашите блиски, а некои ние ги развиваме низ просторот. Мојот талент за комуникација и за јавност го препозна мојата баба, која што не беше баба по раѓање, по мајка и по татко, него баба која што не чуваше мене и мојата сестра, Агапи, која што секогаш кога беше времето за одмор околу 12 часот, а ние бевме помали со сестри ми, ке речеше земи еден весник да ми читаш и да се одмориме сите, зашто ти ќе бидеш идната Бранка Станковска. Нормално тоа беше можеби шега, сакав многу да читам, го сакав јавниот настап, никогаш немав трема, иако со новите на девојчињата на таа возраст одат од тоа да се биде касиерка во супермаркет,
до тоа да се пребројуваат парите, иако никогаш не сум била добра со пари, до тоа да се стане балерина и веројатно е тоа клишето кое што секоја жена или секоја девојка би го кажала на некој свој начин, како што кај машките да се биде пожарникар, полицаец или да се биде космонаут или фудбалер сега поново, како и да е. Потоа животот и средношколските денови ме однесоа во води во кои што беше големо влијанието на моите родители дека треба да изберам професија која што е многу по конкретна и повеќе во научен свет отколку во јавна општествена гранка. Студира во Белград и не студирав новинарство. Бев определена за генетички инженеринг и растенијата беа мојот свет. Тука завршува една епизода од мојот живот во која што не се пронајдов во таа професија, а паралелно и како средношколка во гимназиски денови и потоа во белградските денови работев во радио активно, волонтерски се разбира, прво во младинското радио на Радио Битола и тоа ми е еден од најдрагите ангажмани кои што го имав како средношколка, а потоа и во Радио Пингвин и во Радио Б92 во Белград. И тука знаев дека можеби ќе се случи тоа префрлање во делот каде што можам да дадам повеќе, односно каде што јас се чувствувам сигурна и битката со тоа да се убедат родителите во тоа време, зборувам за 90-тите години, кога се распаѓаше една мината држава, беше навистина тешко, меѓутоа јас бев упорна и тоа го направив и тука направив шифт и така се промени образованието, заминав за Соединетите Американски држави, таму на Cronkite School of Journalism and Mass Communications ги завршив моите PDI програми и се одлучив за медиа менеджмент, иако дел од мојот 25 годишен стаж низ телевизијата зборувам, претходно беше радиото, ме пренесе низ тоа сито да ги испробам од новинарските па до менаџерските позиции. Така што тоа е моето минато. А потоа се случува делот кога го напуштам тој корпоративен терен и се впуштам во водите на фриленсингот и денес сум фриленсер и работам како човек кој што ги познава комуникациите, го знае тој бекграунд поврзан со медиумите, па и маркетингот, па и менаџирањето, до комуниколошките тактики кои што како PR надворешен соработник, како PR консултант го работам за многу компании, за повеќе институции, за доста настани, па и за личности. Да, тоа е едно темелно чекорење, или кон она што си денес всушност не е нешто пресвртно, туку буквално и она новинарскиот ангажман и нели целиот тој багаж всушност веројатно ти допринесува да и ова што го работиш денес, нели, последниве години, биде на едно повисоко ниво всушност. Затоа што, еве, ајде, ако веќе доаѓаме до пиарот, нели, она што навистина, мислам, преднечиш во она што е македонски медиумски простор, го покажуваш навистина на едно повисоко ниво. Така, цело тоа искуство новинарско, мислам дека ти придонесува. Затоа што пиарот, мислам дека се уште многу денес се зборува, многу, да речеме, и се негативистички, да. Па добро и со право за некои работи. Да, секако е потребата тука, меѓутоа мислам дека не многу е познато што всушност таа значи, дури ајде да не бидеме групи и оние кои што се зафатиле, некои од нив не знаат и точно што тоа во суштина и како се работи. Па мислам дека кај нас обично кога ќе се дигне фама околу нешто, секогаш се фрла дрва и камења и се гледа негативната страна, зашто факт е тоа веројатно секоја професија го носи. За мене односите со јавност, односно пиарот никогаш не биле како професија, тие биле како простор во кој што се прави тоа премостување пред да се влезе во маркетингот. Пиарот
и научно кога се гледа звезда Северница на небото кога станува зборот за маркетингот, тој претходи, штеди средства и потоа се влегува во маркетингот. Зборувам корпоративно кога разговараме. Кога се зборува за настани најчесто е хибрид. Тој е составен од многу елементи кои што не се класични односи со јавност. Тука имаме повеќе слојно делување во време на дигитални медиуми живееме. Медиумите имаат огромна трансформација, ваквите па и во и подкаст сме сега, не сме во класично телевизиско студио и не зборуваме на класично телевизиско интервју. Радиото има некоја иста форма, печатените медиуми доживуваат стагнација, порталите се тие кои што ја превземаат доминацијата, кратките содржини, рилсовите, да не ги споменувам сега платформите на кои што тие се пласираат и тоа е исто така сегмент кој што се става во тој микс комуникацијски и се разбира истражувањата на пазарот, датата, односно информациите кои што луѓето кои што се бават со оваа работа треба да знаат да ги анализираат и тие да ги стават во контекст на општеството и во контекст на вистината, што е многу тешко. Денес и во новинарството многу тешко можеме да зборуваме за вистината и за влијанието кое што го имаат одредени центри на моќ и тоа се најчесто бизнисите и да не редам други некакви примери. Факт е дека само хибриден пристап може да даде добар комуникацијски рецепт со јавноста, зашто ако застанете за даден концерт за класична музика кој што не е комерцијален и сакате да промовирате дека тој концерт треба да зазвучи добро во јавноста и јавноста да покаже интерес за тоа, не се користи само едно прес-релиз, едно соопштение кое што ќе замине во медиумите, како што кај нас се мисли, тоа е сет на активности кои што треба да се направи. И јас сакам за секоја работа да ја раскажам приказната и да ги пофатам деталите кои што може таа приказна да ја покажат под вистинскиот рефлектор, како што сега сме осветлени тука со два рефлектори, ти и јас. Така, за секој сегмент од секоја приказна има многу нијанси, многу рефлектори и ако се влезе во такви детали, тогаш сигурна сум дека не може да изостане успех. Ама тоа кога стои човек со комплексен пристап кон работите, затоа што и во новинарството, кога нели ги читаме твоите текстови било како, и во ова што го работиш како нели медија, се препознава твојот ракопис буквално. Мислам дека креативноста е таа која што е суштинска во сето тоа, без таа креативност која веројатно носиш со себе, а која е веројатно и не знам некаков спој комплекс од нешто, те прави посебна и секако успешна работата. Јас прочитав една многу добра статија на Велике приче, еден портал кој што е регионален и многу го почитувам, каде што пишува дека вкусот се развива меѓу 14-та и 16-та година и потоа се друго е надградба. Јас мислам дека инвестирањето во младите години од страна на родителите, од страна на образовниот систем, од страна на ментори кои што сме ги сретнале во тој период од животот, не обликувале и потоа само сме правеле надградба во одредени комуникации или во одредени кругови во кои што сме создавале нови пријателства, без разлика дали тоа универзитетските години не носеле, во случајот мој во Белград, каде што навистина сум преблагодарна за се што таму собрав како интелектуален багаж, и потоа по знаците по патот кои што ги среќавате во вашиот живот и од кого учите, колку инвестирате во себе си, колкав интелектуален багаж носите, колку време посветувате на само наобразба и колку тоа учење никогаш не престанува, туку е еден континуиран процес. Јас сум родена и расте во време кога немаше дигитални медиуми, немаше ни алгоритми, а денес ти определуваат се што ние правиме и веројатно тој јас помеѓу, а не сум технофоб, значи тој јас добро, ако успее човек да го премости, влегува во новите содржини, ги користи максимално
потенцијалите кои што ги дава и така го развива. Сега не е се толку достапно, сега имаме толку можности да учиме. Светот живее 24 часа благодарение на поврзаноста, некогаш патува писма, па потоа патува оние пејџер пораки, па потоа влеговме во светот на комплетна дигитализација, кажи каква архива на спомени имаме. Мислам дека сето тоа мене не ме спречи да работам врз себе си и да работам врз тоа нешто сакам да бидам. Туку да бидам пред времето, а не во чекор со времето. Јас сум футурист по обедување, многумина тоа им пречи, никогаш клишето не ме за интересирало. Иритантна ми е просечноста. Некој ќе рече дека сум цинична. Не сум цинична. Напротив, не можам да прифатам просечност во нешта каде што треба да се покажи високо ниво на разбирање, а тоа се нешта кои што го модифицираат општеството, односно ја еволуираат сцената во која што ние екзистираме. Дали е тоа модата, тоа е твојот свет, дали е тоа културата, односно театарот, филмот, уметноста, дали е тоа образованието. На такви полигони мора да владе најдоброто. А најдоброто не може да биде просечноста. За жал, ние многу полагаме како да кажам, а да не звучам грубо, кај нас просечноста царува и таа се пласира како врв. И може би затоа сме тука каде што сме. Ама за среќа, нели, те препознаваат тие што треба да те препознаат во целото ова милие кое што нели, не прифаќа баш визии. Знаете како, убаво е да работите за квалитетни луѓе, за луѓе кои што сакаат да направат промена и тука има клик и се препознавате. Исто така е многу добро кога на другата страна имате соговорник или човек кој што компанија или седно, друга страна која што сака да ве ангажира, која што сака успех, која што сака да го покаже во јавност токму тоа што треба да се покаже во јавност, во смисла да комуницира со јавноста на професионален начин. Ковидот беше еден прекрасен тест период во кој што се увиде зрелоста на одредени личности, зрелоста на одредени институции, зрелоста на одредени компании. Таму, бидејќи комуникацијата беше веројатно главната спрега меѓу нив и јавноста и меѓу јавноста и нив, само компаниите кои што умеа добро да комуницираат со јавноста, успеа тој период да го поминат многу подобро од другите. И сакам да работам за такви луѓе и за такви институции, за такви клиенти, каде што има некој кој што има рачна, ќе ја дигне рачната и ќе каже ова треба да го каже некој кој што тоа го познава. А денес се соочуваме и тогаш, веројатно и во претходниот период, со заедници, поединци, луѓе, компании и слично, каде што мислат дека знаат се. Јас знам малку, ама тоа што го знам добро. И затоа, за оно што ми треба туѓо знаење, јас знам каде да се обратам. Кај нас се мешаат тие лонци и затоа владе тоа што владе, некаде хаос, некаде просечност, некаде површност и новите алатки на новото време, вештачката интелигенција и така натаму, точно се гледа, таа ни алатка сите ја користиме. Значи, еве јас прва се ставам во таа група, меѓутоа штанцањето на одредени продукти во етерот, точно се гледа каде е алатка, каде е се. И тука практично се гледа тие шуплини. Сакам да пишувам, тоа ми е најдобриот екзит, иако има врска нормално со односи со јавност, меѓутоа новинарската работа не сакав да ја изгубам никако, и таа врска ми остана
и во фриленсерските денови, прво со порталот Иновативност на мојата драга пријателка и основач Верица Јорданова, а потоа со формирањето на Нулта заедно со мои драги, многу драги пријателки, новинари во професијата и луѓе кои што сака да направат еден Три друг силни пера, ќе речем, новинарски, точно апсолутно. на исто место, Анета Василевска, Офелија Димковска и јас заедно со Навигатор направивме еден безбеден простор каде што сакаме да пишуваме за нешто што можеби нема каде да се прочита иако имам апсолутна почит кон сите мои колеги и како соработник работам и за други портали и медиуми, сакам да пишувам. Тоа ми е времето кога навистина со уживање тоа го правам и веројатно изградив низ годините еден стил кој што е препознатлив и убаво е некојаш кога ќе ти кажат те прочитавме, не пишуваше кој, ама знаевме дека си ти. Да, тоа е всушност интересното. Не само тоа, кога ме вреќе кај препознавањето, нели, Јас знам дека и Нулта е не брои многу лајкови, не многу читаност, нели, што е само по себе разбирливо, затоа што тоа не е за секојаква публика, треба нели сепак некакво ниво за да се впијат тие текстови и тие зборови. Во таа смисла она што нели реков со компаниите, површност така да се гледа кога маркетинг агенциите се подкрепуваат само на бројките, а не на суштината. Тие видите, тие се под притисок. Јас ги разбирам. Клиентите очекуваат резултати веднаш, што е апсолутно невозможно и волшебното стапче да го имате денес во време на ненормални комуникации, на ненормална пролиферација на дигитализацијата и на новите платформи на медиумите и на огромен сајбер простор и на ненормална конкуренција која што некаде е нелојална, ама некаде е стварно силна. Ги разбирам и маркетинг агенциите, тие се под страшен притисок на клиентот да испорачуваат. И тогаш се случува хиперпродукција, кога има хиперпродукција се случува паѓање на квалитетот или менување на курсот. Ако маркетинг агенцијата одлучила дека ова е правецот кој што ја предодредува компанијата од архетип, од брендбук, од се тестира тоа низ процесот, ако се има доволно средства да се направат фокус групи, па пред да излезе во етер, да се увидат одредени слаби точки или точки каде што треба да се поработи. Меѓутоа, буџетите во маркетингот од година на година се помали, и кај маркетинг агенциите се јавува еден проблем на тоа да се испорача пред да се тестира. Или клиентот, немајки средства да го тестира процесот заедно со маркетинг агенциите, влегува на пазар, го прави експериментот и тука некои работи се менуваат. Стојам на страната на маркетинг агенциите зашто и тие се ставени во еден чин каде што ги има многу и пред битката, како на бојно поле да се освои клиент, се ветува се, а кога треба да се испорача, се соочуваме со реални проблеми на пазарот. Мислам дека ако повеќе им се даде шанса на науката, не на принципите толку, зашто тие се менуваат како принципи на етичност, ако му се даде шанса и на тоа да се оди кон една одредена линија во континуитет, константно и да се гледа другата цел која што е многу далеку, нема шанса да нема успех. Само што кај нас тие проклети таргети, тие проклети бројки кои што ги чекаат сите overnight или да се случат во една недела од продажба или во месец дена, се толку многу нереалистични, кои што создаваат притисок на другата страна и затоа имаме шифтање на една компанија во многу кратко време менува неколку агенции, агенциите ги менуваат клиентите, не можат да направат вистински кетч со она што сакаат да го постигнат и така се јавува исто така просечност. Да, па токму тоа е проблем, затоа што таргетните групи тогаш се утнуваат на крајот на криштата, тоа е, нели? Па, знаете како, најчесто клиентите велат широк таргет.
Тоа е многу новите правила, односно науката вели не. Со мали групи, со влијателни групи, инфлуентни групи кои што потоа создаваат, тоа е како камче кога ќе фрлете во мирно езеро и тие концентрични кругови кои што треба да одат до бескрај. Мислам дека факторот време и се пребрзо веќе станато, повторно ковидот ќе го спомнам, тој беше катализаторот, ги навикна компаниите да работат инстант, брзо и веднаш да се очекуваат работи после него. Невозможно е тоа. И нереалистично, ако го ќе му ветите, тоа е едноставно работа која што нема да се случи. Освен да се направат фатални грешки. И анализите на она што се нарекува инфлуенсерство во моментот одат кон тоа дека сега како што постои инфлуенсерството нема да опстане во овој облик, туку баш ќе се концентрира на она што се вистински таргетни групи, тие кои што се влијаат врз конкретната таргетна група. Па мислам дека наноинфлуенсерите ќе го завземат своето место. Луѓето кои што раскажуваат вистинската приказна зборуваат од искуство и тоа го прават на еден друг по-софистициран начин. Големите инфлуенсери ќе одат во друга сфера, тие веќе влегуваат и во креирање на своји лични продукти и така си го завземаат местото на пазар, што е исто така фер. Сега доаѓам од една конференција каде што се зборуваше за безбедност во дигиталниот свет и тука се спомена примерот на Кина, која што при 3 недели мислам дека донесе некое правило инфлуенсерите да бидат исклучиво едуцирани од одредена област и само така можат да зборуваат, зашто факт е дека многу инфлуенсери се бават со психологија и делат совети, тоа се некакви инстант решенија, луѓето се наоѓаат, како општество ние сме прилично, ајде така да кажам, суеверни и колку навредливо да звучи и се верува во некои рецепти од 3 точки за подобар живот, 3 точки за анксиозност, 3 точки за депресија, 3 точки за не знам каков и каков синдром и секој во се си се препознава и со таква диагноза, со 3 прашања до вештачката интелигенција стигнува кај психијатар и вели јас утврдив дека сум тоа и тоа. Како и да е, мислам дека и ќе се менува пазарот, платформите тоа најдобро го знаат и мислам дека тие ќе диктираат. Многу убави дискусии слушав на тема кај модниот свет, значи кај луѓето кои што се бават со моден дизајн, дека инфлуенсерите превзедоа дел од тој пазар со тоа што прават некој фит чек, па нудат некакви решенија и тука се јавува таа униформираност или консумеризам или инсистирање на таков лук, а на дизајнерите им се одзема просторот каде што тие навистина можат да покажат својата инвенција. Мислам дека тие работи ќе се менуваат, ќе се оди повеќе на индивидуализам, ќе се оди на оригиналност и мислам дека ќе се оди на вистински приказни. Веројатно така и функционира, нели, треба да се падне за да се издигне. Апсолутно. Така. Кога сме веќе нели кај модата и дизајнот, меѓу другите проекти го работеше ова последниот нели моден викенд, веќе неколку години си пиар таму. Да, така? поврзана сум со тој проект веќе 4 години и многу ми е драг, еден од најдрагите проекти на кој што работам. Ти го знаеш бекграундот на сето тоа што таму се случувало низ годините? Тоа морам да кажам дека од кога си нели ти инволвирана во тоа дека се препознава и тука твојот ракопис, нели за твоето влијание буквално како тоа изгледа на крајот како производ, како е тоа пласирано. Таму има еден фантастичен тим, Dream Team кој што секој би го посакал, таму влегувате во еден систем кој што е поставен и тоа е ретко за мене, кога ќе влезеш во поставен систем е многу тешко да направиш промени, меѓутоа овој систем е систем кој што радикално ги менува работите затоа што гледа многу напред. Од тој тим јас учам. Во некои тимови учат од мене. Можеби јас сум човек кој што секогаш сака да седи на маса со луѓе кои што се попаметни од мене и тоа не го измислив. Јас го прочитав негде, али навистина јас сакам да сум обкружена со попаметни луѓе од себе си, затоа што само така можам да направам разлика
Инаку ќе бидеме таму каде што мислиме дека треба да биде Комфортна зона. мнозинството и тука завршува. Да, модниот викенд е проект кој што заслужува огромно внимание. Тоа не е само мода и не е само дизајн, тоа е веќе културно движење. Многу слоене, веќе функционира како една сериозна платформа која што го менува и начинот на размислување и едуцира и е полигон за покажување на младите сили и ги цени и ги почитува оние кои што се етаблирани, не прифаќа компромис. Таму не можете да видите ништо што е кич, таму не можете да видите ништо што е тренд или таму е сега рефлекторот, па сите таму ќе се завртиме. Тие имаат своја патека и јас во тој свет многу добро се вклопив и многу добро се чувствувам и многу сум почитувана и сакана од тие луѓе и навистина ми е еден од најдрагите проекти. Секој издание е различно, меѓутоа основата е циркуларната мода, основата е како екосистем кој што се создава во рамките на модата, која што опфаќа многу слоеви. Не се само дизајнерите и креаторите, тука се и младите луѓе, тука се и децата кои што се во текстилните училишта, тука се и академската средина која што се бави со наука, со истражувања на одредени теми и прават извонредни нетворк комбинации со други земји, со други искуства, Скандинавија, годинава еве и Шпанија, и тие соработки навистина даваат една голема широка слика и која сум на тој настан Македонија и Скопје ми изгледаат многу големи. Ми изгледаат лидери во регионот, не локален настан кој што се случува и тука, и ние кога ќе се споредиме со нешто во близина, ние изгледаме мали. Имав шанса да донесем една моја многу драга личност од Словенија, која што работи, таа IT инженер, меѓутоа работи дигитални медиуми за значајни компании таму и има страшно добра листа на клиенти, меѓу кои што се и луѓе од моден бизнис. Секогаш е присутна и на модната недела во Словенија, односно во Љубљана, и кажува дека до пред 2-3 години таму имаше голем пораст, сега има стагнација. Прв пат беше на Скопската модна недела, односно веќе беше недела, не можам да речем ни викенд, и беше фасцинирана и кажа дека ова во моментот е нешто што навистина може да се споредува со нешто подалеку од овој брдовитиот Балкан. Ама се има впечаток дека на македонските модни дизајнери не се многу заинтересирани. Добро, има тука и објективни причини. Има. Нели за такви настапувања. Мислам дека пазарот е многу мал. Ќе вложат многу, што ќе добијат како резултат од јавноста, зборуваме од пазарот. Тоа ми беше прашањето. Да, многу е мал пазарот, премал. Не само што пазарот, медиумскиот простор е мал за пласирање на такви содржини. Имаме добра, медиумите веќе се сензибилизираат и ако има newsworthy теми, тие доаѓаат. Ако се темите само промовирање, на PR, тука има одреден момент кој што е, јас го разбирам, објективен е тој, медиумите се комерцијални кај нас, освен националниот сервис, и тие мора да живеат од нешто. Мислам дека модните дизајнери, тие кои што се реалистични, проценија дека е мал пазарот, па ги отворија портите кон некаде надвор и комерцот ја дава таа шанса и многу од нив ќе продаваат на платформи и за нив не е проблем. Проблем е за оние кои што очекуваат дека од еден настан ќе добијат голема нарачка, продажба или не знам каков рич. Тоа е место каде што се покажува најдоброто и место каде што треба да се покаже најиновативното. И место каде што треба да се разбудат сензорите за тоа што е естетика, што е добро. И е само една од алатките. Треба секој од дизајнерите, предпоставувам, има од нив кои што тоа совршено го работат, да работат и на својот личен PR, и на брендинг, и на позиционирање на пазар, за да тој мотор работи како едно Масерати. А да се очекува дека само еден настан ќе ги лансира, тоа е малку потешко, премал е пазарот. Од друга страна, па има некои што се толку самодоволни што функционираат на локалниот пазар и не бараат повеќе. Не знам зашто немаат. Доволни се гледаат во својот свет и ова веќе име, да кажам, не надминато, него едноставно го штиклирале
во своите CV-а и сега се фокусирани на одредена таргет група и со неа работат. И тоа е fair enough, тука нема што да се лутиме. Меѓутоа ми е драго што тие и доаѓаат, се наша публика, наши драги пријатели, поддржувачи и убаво е да се видат како гости на самиот ивент, не пречи. Да, и ако го има и тој момент на вистина кога таа колегијалност не се покажува баш. Мислам дека во секоја бранша исто. Да. Ние сме толку мали, а толку многу самобендисани да е тоа страшна работа. У принцип немаме конкуренција, мислам не се толку конкуренција едни на други, затоа што буквално за сите има публика. Посебно ако постои еснав, што би рекла, во секоја професија, во новинарството, во односите со јавност, во модниот дизајн, и ако тој еснав си има своји непишани правила на морал, етика, однесување и почитување на другиот, како што тоа го има во некои по-цивилизирани средини, се ќе биде поинаку. Кај нас има, знаете како, викаат празните тенџериња се најгласни. За секоја професија важи и тука се ствара еден хајп околу тоа и почнува негативистички однос. Денес шансата секој да биде медиум, со социјалните мрежи им дава шанса да го кажат своето мислење, околу тоа мислење се лепат луѓе кои што сакаат негативни вести, сакаат да не му е добро на другиот или да наштетат на другиот и така се прави. Мислам дека квалитетните луѓе гледат да се дистанцираат од тоа, да живеат во својот микрокосмос, да создаваат и да се препознаат со одредена мала група во која што тоа е како хабитат, таму функционираат и добро име. Кога се занимавате со широка јавност, освен ако не продавате лепи млеко, мислам дека нема добро да помине никој кој што сака на јавниот барабан да зборува контра другите и да се занимава со не знам, со лични комплекси или его трип кој што никако не може да го изменаџира и има негативистички однос кон другиот. Ама факт е, нели, сведоци сме дека тоа доминира на социјалните мрежи. Да, хејтот и општо негативноста. Ние сме љубители на негативни вести. Кога бевме многу помлади, Джери Спрингер беше многу актуелен и јас се чудев како луѓето тоа го гледаат. Денес ми е тоа отвараш Facebook, каде што јас само одам некојаш постирам и да ме нема, не сакам да бидам во тој простор многу присутна. Тоа е како буниште, како јавен тоалет и навистина е непријатно чувството. За жал си има впечаток дека убавите работи не се толку примамливи или за восприемање. Меѓу другото, лимитирана е публиката која се однесува на уметноста воопшто, нели, на модата и се она што е креатива, буквално. И дека тука многу малку, па може и медиумски, нели, се интервенира, да речеме. Па мислам дека дел од медиумите се обидуваат да прават промени на добро и тие само кај не знаете како интелектуалната публика е многу мала. И таа не е критична маса што може многу да ја турне, затоа што многу од гласноста, најгласните пораки доаѓаат од луѓе кои што мислат дека имаат стручност за се. И тука се ствара таа какафонија. А медиумите, ако добро препознаат, умеат да го извлечат најдоброто, тоа е како скриениот бисер, па да се изненадим од некоја убава приказна, од некој добар соговорник, од некоја одлична статија, од некоја иновација која што ја измислиле на наши луѓе, се признала надвор или се признала тука, имаме и такви примери. И тие се тие светли точки, заради нив вреди да се биде во овој простор. А другото, мислам дека образованието кај нас генерално има сериозен проблем. Многу малку се работи во едукација на децата од најмала возраст па натаму. Тука имаме многу пукотини каде што сме биле сведоци, читајки, гледајки или во нашата блиска околина сме го гледале тоа, кои што се одразуваат, се реперкуираат врз идните генерации, а тие се тие кои што многу брзо растат и ги менуваат нештата. Имаме
страшни примери на полуобразуваност, необразуваност, пласирање на кич уште од мали нозе, труење на детски, а тој се формира некаде до 25 година, тој интелектуален апарат и потоа само се надградува. Што да кажам, средното образование дојде како основно, факултетите дојде како средно образование, сите станаа магистри, ајде да не спорувам и за некои други титули, и мислам дека тука е направен еден колапс на системот кој што сега се пресликува во таа просечност. Мислам дека имаш... Од дома почнува се дома, така. тоа е основата, потоа е училиштето, а трета треба да биде улицата. Кај нас сега се мисли, новото родителство е такво, дека образованието е клучот, не почнува од дома, образованието е надградба и потоа улицата има влијание врз новите генерации. Зборувам како има, родител. ако нема домашно воспитување. Па да, многу малку запоставени се децата, жално е, не знам. Мислам дека не можеме да зборуваме за некои среќни околности тука. Како беше на твоето ментална социјала? Тука живее ментална социјала, да, го напишав тоа на една изложба на перформанска, и мојата драга, многу драга пријателка Буба Мешкова Солак, академска сликарка, која што имаше на низината последна изложба во Битола, имаше една бела патека на која што се беше друго црно и така да речам целиот перформанс беше во тој концепт. Требаше сите присутни да напишат по некоја порака и тоа го напишав и да, некои го паметат, ама некои ме критикуваа за тоа. Дека сум, некој ќе речи цинична, не можам да прифатам просек. Не е баш циник, работава туку напротив, некако согледување, да речем. Ама затоа работиш на проекти кои што се значени. Да, убави се и прават одредена промена. Културолошки. Да. Манаки фестивалот исто така тука можам да го споменам како нешто големо. Светот вие немате појма со какви очи не гледа. Да. Заради првите сниматели, заради тоа што тоа значи за кинематографијата глобално, како културно наследство. Ние мислам дека дел се свесни, меѓутоа дел тотално не се свесни, тоа го гледат само низ призмата на еден црвен килим или низ призмата на тоа дајде да се појавиме, да бидеме таму. Тоа е свето нешто и се прават напори од самиот фестивал, од луѓето кои што се на врвот, таа приказна која што за нас се зборува надвор, да се пренеси внатре. Некако дојде ние на нашите луѓе да им кажуваме колку сме големи. А во очите на светот, на оскаровци, на луѓе кои што се носители на бафта награди, на врвни признанија за нивната работа, за нив е како свето место, како место кое што доаѓа да го посетат и треба да го имаат еднаш во животот. Згазнато тлото каде што биле првите сниматели на Балкан. Така што да, има настани кои што имаме работи кои што се светска марка. И мора да се обидеме тие да ги задржиме и да ги развиваме уште повеќе. И во тој свет на осредност и во тој свет на доминирање на се што се пласира под името култура, мене многу ми пречи, затоа што културата не треба да биде елитистичка, меѓутоа мора да биде интелектуална. Како и на купи се препознала. Да. Дефинитивно. Морам тука во контекст на овој цел муабет да ја спомнам твоето чувство за естетика. Мислам овда така да не е случајно. Мислам се занимаваш и со такви концепти. Благодарам. Буквално тоа е некакво природно чувство. Па мислам дека она што го кажав, видете, стилот не се купува со пари. Кај нас се мисли дека кога се тргнат брендовите и трендот, се гледа суштината и затоа некои луѓе изгледаат така како што изгледаат. Естетското око се учи уште од дома, од тоа со какви предмети сте окружени, не треба да е ништо скапо. Не зборуваме за никаква ексклузива или за некакви, не знам, дизајнирани фотели, мебел.
Напротив, тоа може да биде и погрешно. Да, може да биде погрешно, убаво е, го почитувам премногу, меѓутоа естетиката во домот во каква чинија јадите, дали е бела или е пластична, дали е чашата ајде се да не одам во некои детали, али сакам да кажам едноставност е во тој ако сте растени во еден естетски минимализам, има шанса да развивате естетско око. Има луѓе кои што животот не им ја дал таа шанса и тоа е тажно, на некој начин да одите по изложби, родителите да ве носат на кинопроекции, во театар, дома да сте обкружени со книги. Во моето семејство татко ми не е само колекционер, тој е еден од најголемите библиофили дома, од мали сме били обкружени со книги, сме имале огромна библиотека која што броела над 2500 наслови. И баш сега мојот татко има 84 години, си разговараме со мојата ќерка каде ќе завршат тие книги, каде ќе се донираат, треба да се поделат негде за да живеат, ако немаме доволно простор дома да ги чуваме, зашто бара огромен простор. Мислам дека тоа го носиме уште од домот. Не знам, во Битола велат дека кога ќе се родат децата, сакаат дел од семејствата да им станат музички образувани. Сме одели на часови по клавир, јас сум свирала клавир и од тука можам да направам паралела, учев и паралелно во гимназиските денови и музичко училиште, бев многу талентирана за клавир и затоа не можам да прифатам дека одреден концерт кој што сите кажуваат дека е на класична музика, аз кажувам тоа е поп, тоа не е класична музика. Класичната музика има некои други параметри по кои што треба да се, али да подобро си велам да слушаат поп класика отколку да слушаат шунд увезен најчесто од соседните земји. Тоа се формира од мали нозе. И ако децата ги обкружите со дрвени играчки, со природни материјали, песок, камен, слично, и дрвени играчки, а да не ги обкружите со пластика, со која што се затрупани нашите деца и што е штетна, и боите кои што дречат, и тие така го сетираат и својот вкус. Тој се развива низ животот, околностите, некогаш материјалните средства определуваат, меѓутоа има многу луѓе кои што подоцна влегле не го поминале тоа во средношколски денови, во факултетски, универзитетски денови, не прошетале толку многу за да го изоштрат вкусот и да се видиш каде си поврзан со светот, али подоцна, ако животот им дал шанса ради професија, ради примања, може да направат, меѓутоа не многу. Јас сум убедена дека не може да се направи многу, иако многу нема да се сложат со мене, меѓутоа она што кажав, кога ќе се тргнат брендовите, кога ќе се тргне трендот на сите што купуваат, тоа што да не ги спомнувам брендовите, каде што сите сакаат да изгледаат исто, ташнички да ги носат вака, да стават балонер, да кој тип на патики, сите изгледаат исто. Кога ќе се тргне сето тоа, се гледа суштината, дали имаш изграден стил и однос кон нештата или не. Сакам убави работи, многу. Окото ми е, мислам дека се гледа изострено и им се восхитувам на луѓе кои што имаат свој израз и тие кога ќе влезат во просторијата не треба многу да се зборува, тоа кажува се. Без билборди на. Сличното на сличното му се радува. Да, секогаш. Така е, да, затоа јас исто многу се радувам на убави луѓе, мислам под убави, нели во секоја смисла. И сакам македонски дизајнери, многу ги поддржувам, купувам, сакам да ја знам приказната за тоа што го носам, зад ова, зад секое што сакам да ја знам приказната за тоа. Тоа многу ми значи и така се поврзувам со нештата. Па тоа е суштината на обликата што ставаме во себе, не е само да се покриеме или да покажеме можеби статус. Да. Но јас ти благодарам на денешното гостување. Ми беше задоволство и беше многу пријатно. Се надам, мислам, ќе ми биде многу кефа која тоа навистина така. Долго време се договаравме да го согласиме. Термините, ама сепак се случи, да. Така да, убаво. Мене беше уживање, ти благодарам за поканата. Ти посакувам многу успех во се што правиш и те поканувам во Битола. Има простор со се она што ти го правиш и низ објавата на книгите и она што можеш да го пренесеш како
како знаење и во тој микропростор некако да го расшириме. Јас битола ја сакам, та има една емотивна убавина и многу мина ме прашуваат што префрлуште таму кога главно работиш за големи настани или за клиенти кои што се во Скопје има повеќе пари. Не, ја сакам таа емотивна убавина која што има битола и со сите слабости, меѓутоа и со своите апсолутно добри страни. И сум една врста на амбасадор кој што сака убавите работи, од тука некогаш да ги пренесе таму и таму да покажеме дека имаме убав простор Како конзулски град има подлога за такви нешта. Ќе се видиме на битолски терен. Еве ти ветувам. Јас многу би сакала навистина да и тој простор малку да се анимирам во оваа смисла, затоа што ајде битолчанки особено се многу познати по тоа што сакаат да бидат модерни, односно одредена естетика да се задржуваат и така. Ќе направиме нешто. Се гледаме за убави работи. Ти благодарам уште еднаш. Вам и благодарам за денешното внимание. Се надевам дека уживате. До следната.